Евангелие според Јован, 3 глава. Меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, началник јудејски. Тој дојде кај Исус ноќе и му рече: Рави, знаеме дека си учител, дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Исус му одговори и рече: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Никодим му рече: Како може човек да се роди кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? А Исус му одговори: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Зашто роденото од тело е тело, а роденото од дух е дух. Затоа, не чуди се што ти реков, вие треба да се родите од озгора. Ветрот дува каде што сака и гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде иде, на каде оди. Така е со секој човек роден од духот. Никодим одговори и рече: Како може тоа да биде? Исус одговори му рече: Ти си учител, Израилев, па тоа ли не го знаеш? Вистина, вистина ти велам, ние зборуваме за оно што знаеме и сведочиме за оно што сме виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи ви зборувам и не верувате, како ќе поверувате кога би говорил за небесните? Никој не се искачил на небото, освен оној кој слезе од небото, Синот човечки, кој е на небото. И како што Мојсе ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот човечки, та секој што верува во него да не загине, но да има живот вечен. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него нема да биде суден, а кој не верува, тој веќе осуден, зашто не поверувал во името на единородниот син Божи. А овој суд е затоа што светлината дојде на светот, но луѓето повеќе ја засакаа темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Зашто секој што прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукави. А оној што твори вистина, оди кон светлината за да се видат неговите дела, бидејќи се по Бога извршени. Потоа дојде Исус со учениците своји во земјата јудејска и таму живееше со нив и крштеваше. А Јован крштеваше во Енон, близу Салим, зашто таму имаше многу вода и доаѓа и се крштеваа. Зашто Јован уште не беше фрлен во затвор. Тогаш настана расправја меѓу учениците Јованови и јудејците околу чистувањето. И дојдоа кај Јован и му рекоа: Рави, оној што беше со тебе отаде Јордан и за кого ти сведочеше, ете, тој крштева и сите одат кај него. А Јован одговори и рече: Не може човек ништо да прими, ако не му е даден од небото. Вие самите ми сведочите дека реков: Јас не сум Христос, но сум испратен пред него. Оној што ја има невестата е младоженецот, а пријателот на младоженецот кој стои го слуша, многу се радува на гласот од младоженецот. Оваа моја радост се исполни. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Кој доаѓа од озгора, тој над сите, а кој од земјата, земен е и како земен зборува. Кој доаѓа од небото, тој е над сите. И за она што виде и чу, за тоа светочи, и сведоштвото негово никој не го прима. А тој што го примил неговото сведоштво, потврдил дека Бог е вистинит. Бидејќи тој што е испратен од Бога кажува Божи зборови, зашто Бог го дава духот неизмерно.
зашто Отецот го љуби Синот и се му даде во раката негова. Кој верува во Синот има вечен живот, а кој не верува во Синот нема да види живот, но гневот Божи ќе остане врз него.